Здраво на сите, што ме слушате. Денеска всушност некако е празно без Георги и Катерина и Димитар, но на голема чест го имаме Борис Евтимов, председател на Универзитетското студентско собрание при УКИМ, Ангела Найдовска, председателка на комисията за наука при УСС УКИМ. Бидејќи во последниот период октомври беше некако посветен на науката и на научните конференции кои што се организира на УКИМ и официјално мислам дека на 29 заврши последната. Па мислевме дека е редно време и да се слушнеме со Ангела и со Борија околу тоа како поминале самите конференции, така што можеби Ангела како председател може да не почне со тоа како поминале конференциите. Благодарам на поканата. Чест ми е што сум повторно, не знам кој пат тука со вас. Успеавме да направиме 5 конференции за време на COVID, светска пандемија, сега веќе кога бројките ескалираат над 1000. Всушност, мислам дека координаторите повеќе би можеле да кажат како поминале. Јас од страна на слушател и некој што само ги пази работите, можам да кажам дека супер помина. Јас сум екстремно многу задоволна од сите 5 конференции. Особено ме радуваше тоа што и покрај релативно малиот број на трудови, генерално од 5 конференции има груба бројка од 70 научни трудови. Вкупно зборувам за 5-те. Но и покрај тоа слушаноста беше голема на конференциите. Некои конференции достигна слушаност до 80 посетители, некои до 40, минимумот беше 30 слушатели по конференција, по сесија, што всушност за прва година ваков настан, пак ќе повторам во време на светска пандемија, каде што не е приоритетот ставен на студентски конференции. Слушателноста беше многу голема. Мислам дека се помина супер и се беше во најдобар ред и се надевам дека и така ќе продолжат понатаму. Борин, како мислам бидејќи ти повеќе работеше со нас на Нискеп, како ти се чинеше конференциите генерално, но специфично бидејќи сме колеги од правен, како нашата беше? Прво, благодарам за поканата и мислам дека мене е голема чест што имам прилика да се обратам на вашиот, во овој случај твојот подкаст. Стварно супер работа правите. Во однос на конференциите нема се задржам толку на гледаноста, толку на преголемиот успех кој беше постигнат и се надам ќе продолжи понатаму, односно во време на светска пандемија, незапамтена криза во нашите животи и прва година од мандатите на студентските собранија. Организационите одбори пред се заедно со Комисијата за наука успеа да организираат 5 студентски научни конференции на кои имаше стотина трудови, би рекол, не знам точни бројки. 70 трудови, но не само тоа, току земаа учество на обуките за академско пишување, за методологија, 300-400 студенти, можеби и повеќе. Многу 70-80 луѓе учествуваа во организација на сите тие конференции, така што овие конференции произведува многу додадена вредност на нашиот универзитет. Како за организационите одбори, од аспект на искуство за организирање на вакви настани, особено во време на пандемија, понатаму за студентите кои учествуваат, кои пишуваат трудови, се стекнаа сознања за академско пишување, за научно-истражувачка дејност, беа потикнати да размислуваат критички, така и за целиот универзитет кој конечно, не универзитетот, Универзитетското студентско собрание, заедно со организационите одбори им дадува можност на студентите да критички да размислуваат, да пишуваат и да го презентираат своето знаење. Од аспект на Нискеп, да, деумно, јас учествував во организационот одбор, иако најголемиот дел од работата беше завршена од вас како организационен одбор.
и беше фантастично искуство, особено зашто имаше нели подуми и падови, потешкоти за време на организирањето, поготово со нас, речиси сите од нас, овој беше прво искуство во време на пандемија. Меѓутоа, можам да кажам дека студентите на УКИМ покажаа дека имаат желба, сакаат и знаат да се занимаваат, да творат, да се занимаваат со научно-истражувачка дејност, да пишуваат, да истражуваат, да критикуваат и да организираат. Се што треба е да им се даде можност и соодветни услови, и студентите се тие кои ќе го дигнат нивото на УКИМ. Ако владее латаргија во академската заедница, студентите може да ја разбијат таа. Така што се надам дека ова ќе Ајде, повели. Да, овде само би го извлекал дека студентите се сепак дел од академската заедница формално. Дали сушност овие научни конференции докажуваат дека ние можеме да пристапиме на оној пиедестал, да бидеме дел од академската заедница и да придонесеме кон општ научен развој? На универзитетот на генерално и бидејќи сепак е свртено кон општеството и кон тоа сите да не разберат преку науката. Ќе земам прв збор, ако може да ги има. Може и Ќе го кажеш тоа што јас сакам да го кажам. Не, повеќе. Значи, студентите покажуваат дека можат да бидат двигател на општествените промени со ваквиот начин на функционирање и дека треба и мора да бидат. Бидејќи само активни студенти може да се изборат за подобро образование и за подобро општество, научно-истражувачката дејност и критичката мисла дефинитивно е мора да биде приоритет кој ќе ги придвижи тие позитивните насоки. Можам сега јас? Да. Вака, затоа што јас малце побрзо излегов од оној студентски живот и можам да кажам дека привилегија да си студент. И тоа е нешто што додека сме студенти го забораваме. Забораваме дека ние сме тие кои што ја движат целата работа и ние сме тие што треба да бидеме двигатели на целиот систем, не само на образованиот, него на буквално на се. И забораваме всушност колку ние имаме глас во општеството. Студентските конференции се многу мал дел се од тоа што ние може да правиме како студенти, но се добар почеток, добра отскочна даска, да земеме залет, да правиме повеќе вакви настани, се со цел едни пасивни студенти кои што на некој начин само студираме и гледаме да положиме да си ја земеме дипломата или X да се селиме или да се вработиме негде, може да направиме многу поголема промена, особено таа промена може ние да ја ставиме на УКИМ, затоа што знаете како доаѓа, доколку се зборува со одредени професори, ќе кажеме па немаме одзив од студенти. Ова е доказ дека има одзив од студенти, само немало платформа на која што студентите може да се искажат. Така што со овакви настани со конференциите ние се доближуваме повеќе до професорите пред се, како оние кои што треба да ја творат науката на УКИМ. Со нивна помош, со нивна соработка, не само ние како студенти, како утреден кадар за вработување, туку и самото ниво на УКИМ ќе се подобри. Така што да, значи веројатно е многу мал чекор, но е правиот чекор кој што треба да го направиме за, да речеме, за 5 години од сега. Јас верувам дека ќе имаме многу по-прогресивна и по-активна младина. Со оглед на тоа дека во следниот период не очекуваат избори како за ФСС, така и за УСС, каде гледате визијата, односно насоката кон која што би требало да се движат овие научни конференции, без разлика дали вие би предводеле во УСС или не? Да кажам, каде мислам дека треба да се движи. Вака. Како некој што е дел од креирањето на Комисија за наука, можам да кажам дека очекувам, според мојата проценка и според моето искуство во вакви работи, можам да кажам дека наредна година ќе имаме поквалитетни трудови, ќе имаме поголем број на трудови и поголема посетеност. Лично сметам дека овие студентски конференции треба да станат меѓународни,
на почеток регионални или нормално факултетите од соседните држави, а потоа да се прошират на повисоко ниво, дури и да се стави сама референца на самите конференции, но тоа е од сега гледано за 5 до 6, па да речеме дури 10 години, затоа што прва година е и прв пат се случува ова кај многу голем дел од факултетите, не се навикнати на вакви настани, не се навикнати на творење на ваков начин, така што ќе треба да помине време за да стигнеме до тоа. Јас лично веројатно нема да бидам дел од Комисија за наука наредна година, но тој што ќе ја наследи, искрено се надевам и дека ќе ја продолжи оваа традиција на конференциите. Затоа што колку што се добри за универзитетско студентско собрание, толку се пута 10 се добри за самите студенти. Боријан? Да, апсолутно ќе се сложам дека овие конференции треба да прераснат во традиција на универзитетот и на факултетите каде што се организира и со текот на годините да растат, да добиваат и на научна тежина, да помогнат студентите од нашата држава да се поврзат на меѓународно ниво и сето тоа да допринесе за зголемување на квалитетот. Со текот на времето како што ќе изминува, надежно и квалитетот ќе се зголемува на овие научни истражувачки конференции, ќе се зголемува бројот на трудови, ќе се потикнуваат студентите да учествуваат и од тоа може само универзитетот и факултетите да добијат, не можат ништо да изгубат. Така што дефинитивно овие конференции треба да прераснат во традиција, да продолжат понатаму, да растат, да се зголемуваат, да се етаблираат меѓународно. Па да видиме што ќе биде. Се надам дека и идните представници на студентите и професорите заедно ќе продолжат тоа што започна и што е квалитет. Океј. Со оглед на тоа дека веќе се започнати овие, мислам како за прва година и број на трудови и квалитетот на трудови што го имаме е сушност нели во една ситуација каде што реално науки можеби има недостаток на пристап до литература и до наука, односно на светско научно богатство, така што дали сушност овие конференции се патоказ дека сушност ние треба да ги на еден начин да ја укажеме на факултетите и на универзитетот дека е потребна поголем пристап до научни списанија, до општо наука од светот, а не само оно што го имаме кај нас. Ќе земам јас збор. Вака. Да, сосема се согласувам и тоа е заклучокот што можеше да се заклучи од самите конференции всушност. Ние имаме проблем со литература, ние имаме проблем со податоци. Кога ќе кажем податоци, не мислам на податоци како литература, како достапно, затоа што ќе кажеме многу лесно е од гледна точка на човек што почнува сега во тие води на истражување. Да, Google е алатка која што би сакала да верувам дека сите знаеме да ја користиме правилно, но факт е дека одреден срцта на науката, пикот на науката, е во странски реномирани списанија кои што студенти, ама не само студенти, туку и професорите на УКИМ немаат пристап до истите. За да може да зборуваме за студентите да имаат пристап, први треба професорите да имаат пристап. Тоа е од аспект на литература. Ама се има одредени опции, нема да ги кажуваме јавно кои се, за да дојдеме до достапноста на литература, но првата работа која што треба да се направи како млади истражувачи е да се научи да се истражува, односно тие клучни зборови кои што ги пишувате во апстрактите не се туку така дадени. Значи тие ги пишувате во search барот на Google и така ви наоѓа литература. На страна од литературата, значи да би сакала за X време УКИМ да има база на научни списанија кои што студентите би може да ги користат. Јас стварно би сакала и искрено целам да дојдеме до тоа.
А на другиот проблем кој што е многу поголем од ова, кој што ова би можеле некако суптилно да го решиме, другиот проблем е системски, односно ние студентите немаме пристап до податоци од типот од државни податоци. А тоа најмногу се примети во конференцијата за глобални климатски промени, каде што студентите користат податоци на ниво на Македонија, дали тоа се метеоролошки податоци, а дали тоа се податоци за загаденост или X податоци, сега да не набројувам, ние како студенти немаме пристап до тие податоци. За тие податоци да се стигне, треба огромна бирократија да се достигне и многу трнлив е патот до тие податоци и ретко кој сака да ги оди, но не е проблем само за студентите, ова е проблем и за целата академија. Така што тоа што ние треба да го направиме, не ние како универзитетско студентско собрание или како УКИМ, туку ние како држава е да направиме достапност на јавни податоци за сите, без разлика дали е студент, дали е докторант, дали е било што. Тоа е проблемот. Тука и тој проблем не е на УКИМ, тој проблем е на државата. И тоа искрено се надевам дека би можело да се реши и би сакала да се реши, затоа што доколку ние студентите, не само студенти и професори, било кој има достапност до тие јавни податоци, самите истражувања ќе бидат многу поиздржани. И тука лежи моментот на квалитетот на самите трудови. Така што да, тие се двата проблеми кои што искрено со помош на комисија, со проректорката за наука, би сакала да ги решим. Тука би посочил еден друг проблем во научно-истражувачката дејност, кој апсолутно мора да се реши за да може да се напредува во оваа област. Прво, потребно е да се подготви државна стратегија за развој на научно-истражувачката дејност, да се направи план и програма што сакаме да постигнеме, како сакаме да дојдеме до тоа, кои се очекуваните резултати, кои мерки ќе ги преземеме за да ја стимулираме научно-истражувачката дејност. Прво и второ, да се значително да се зголемува буџетот за научно-истражувачка дејност, бидејќи моментално Македонија одвојува има меѓу најслабите, најмалите буџети за научно-истражувачка дејност во Европа и од тука и резултатите зашто имаме меѓу најслабите научно-истражувачки постигнувања во цела Европа. Мора да го следиме европскиот просек, меѓутоа не само што треба да следиме европскиот просек, поради тоа што долги години наназад не се инвестирало во наука, можеби треба и да инвестираме повеќе од просекот за да можеме да се доближиме. Значи, клучни се финанси, мора државата да финансира научно-истражувачка дејност, мора да има стратегија што, зошто и како ќе развива. И трета, мора да обезбеди инфраструктура за научно-истражувачка дејност, односно да се направи евалуација на моментално постоечките научно-истражувачки центри и лаборатории и истите да се реновираат, да се направат нови, да се инвестира, бидејќи без инфраструктура не може да има и научно-истражувачка дејност. И како што кажам, ја литературата секако да не ја повторам. И морам да надополнам. Ако сакаме ние да зборуваме за наука на високо ниво, на наука на УКИМ, за висока наука, забораваме еден клучен момент, а тоа се млади научници, односно млад кадар на факултетите. И се тоа што кажа Боријан за инфраструктурата. Да, борете, ќе ја опремеме лабораторијата, но некој мора тоа да го одржува. Така што тука има синџире, не е толку тоа едноставно. Ова е жива материја за нова збор. Не може само да го решиме проблемот еднократно. Ова е нешто што континуирано мора да се инвестира, но кога ќе почне да се инвестира, не смее да биде намалено инвестирањето. Затоа што тогаш веќе доаѓаме до ова што сме денеска, односно наука на многу ниско ниво. Не е никој да се укриви, не е дека нема желба за наука во Македонија, на УКИМ конкретно, но условите си го прават своето и за условите во кои што моментално се наоѓаме, јас им симнувам капа на сите професори, на сите научници кои што не се откажуваат и пак работат наука и достигнуваат нивоа кои што ние студентите не знаеме дека ги достигнуваат и би сакала да напоменам дека можеби ние треба повеќе да се вклучиме во тоа, да знаеме всушност со што се занимаваат нашите професори
и како ние може тука да се уклучиме и повеќе да истражуваме и да соработуваме заедно. Мислам дека имаш одлични поенти, така што можеби како заклучување на разговорот, кој со оглед тоа дека сега е нов циклус во факултетските студентски собранија, нова академска година, која би било пораката општа, не само во однос на наука, туку и општо за студентите, за можеби за моментот во кој што они се наоѓаат сега, но и за војнина. Боријан повели. Ете ти оставив предност. По протокол председателот последен збори, ама добро. Добро, ајде ќе кажам, да не го нарушуваме протокол. Моменталната ситуација не треба да ги обесхрабрува студентите, токму напротив, треба дополнително да не мотивира, бидејќи никогаш не треба да пропуштиме добра криза, за да дојдеме до посекувани резултати. Кризата колку што не ограничува, толку и не нуди нови можности, откако истото ќе заврши, да изградиме нешто ново, да напреднеме и да се вратиме некаде што сме биле, туку далеко подобри од тоа. Така што студентите мора повеќе да се вклучат во студентските представнички тела, мора да бидат поактивни, поангажирани доколку сакаат да се подобрат нивните услови за студирање, но не само тоа, туку и доколку сакаат позитивни општествени промени. Македонија е срања држава, нема се тука да се устручаваме или нешто, а вина за тоа имаме и ние самите кои ништо не правиме за да се промени. Не, политичките елити се само слика на граѓаните. А граѓаните се пасивни, незаинтересирани и инфантилни. Така што ние како студенти мора да бидеме носители на општествените промени, да станеме поангажирани, да придонесеме, да бараме, да се бориме, да креираме и да се избориме за подобро утре за нас и за сите останати. Бидејќи ако ние молчиме, политичките елити ќе продолжат да функционираат така како што функционира. Кога велам политички елити, не мислам само во државата, туку и на универзитетот, и на факултетите, и на секаде околу нас. Значи, ако ние молчиме, срањата ќе продолжи. Може би беше попаметно јас да додам прва, но вака. Се е стварна перцепција. Се од која ја гледаме ситуацијата. Може да седнеме во ќош и да зборуваме дека не ни чини и да зборуваме дека пандемијата не гуши, дека не може да издржиме. Ама може да излеземе, да отидеме на другиот ќош и да фатиме да работиме. Не треба да се гледа пандемијата како пречка, како кочница, треба да се гледа како можност. Можност за ние да направиме нешто плюс во вакви услови и можност да се надоградиме. Значи, животот не застанува. Јас стварно разбирам дека е тешко, знам дека настани е тешко вклучувајќи мене, јас не сум имуна на ова, но мора да бидеме реални и мора да делуваме сега, веднаш одма. Затоа што ние сме седели, не сме делувале сега веднаш одма и затоа сме тука кај што сме. Веќе кажав еднаш дека ние студентите забораваме која моќ ја имаме и кој глас го имаме и дека треба да сме ние тие двигатели на целата, не само на образование, него на целата политика во оваа држава, затоа што колку и да излите на онаа фраза светот на младите останува, така е. Клише е затоа што е точно. Ама моментот е што ние сме научени да чекаме некој нешто да ни даде. Тоа што би сакала да го предложам, тоест да го посочам, е дека треба да се излегува од комфорт зоната, колку и да е ризично, без голем ризик нема голема добивка. Знам дека е напорно, завршив факултет, јас нема да се лажеме, напорно е и веројатно ќе се чини дека нема излез, дека веројатно не е тоа за вас или дека нема да се постигне ништо во животот, се постигнува со добро менаџирање на време и пред се желба да се постигне. Верувајте ми дека има голема разлика кога ќе се уклучите во некои студентски собрања, организација, не мора тоа да е ФСС, не мора тоа да е УСС, било која студентска друга организација која што вас ви одговара, зависи на вашите апетити во животот.
ќе ви донесе само бенефит во животот и можеби ќе ви биде стресно, можеби ќе биде напорно, нема да знаете како да функционирате, да полагате, да завршите факултет, ама на крајот на денот тоа е едно позитивно искуство кое што многу носи плусеви во животот, кое што подоцна ќе си ги видите сами. Па ќе кажам, ние сме тие кои што треба да го креираме ова и нема да сакам да го повторам борен со срање држава, ама да, така е и не треба да се откажуваме и не треба да се селиме. Знам дека е најлесно да се селиме, 10 пати ми пролетала помислата во глава, ама не се бега од проблемите, проблемите треба се сенат и да се решаваат. Колку по-лидерски говор од мене одржа Ангела. Меѓутоа, не знам, стварно ми е преку глава целата ситуација и на нашиот универзитет, како тоне години и години, и ништо не се презема во врска со тоа и како тоа е, таков е изблик на емоција, така што ќе се согласам со Ангела, мора да бидеме поактивни, бидејќи никој ништо нема да ни даде ако самите не се избориме за тоа. Туку ќе остане секако што е и ќе оди полошо и полошо. Оптимизам на ниво. Апсолутно. Тоа е реалност. Зашто ние мора да искористиме кризава за да направиме општествени промени. Да, кризата е можност. Ако не искористиме кризата, не се криви тие што се на раководни позиции, без разлика за која елита и да се работи, туку ние сме криви зашто не сме го искористиле тоа што сме го имале на располагање. Ако факултетот е лош или ако универзитетот е лош, а на студентски избори се кандидираат 10 луѓе, на факултетот 3000 луѓе, тоа проблемот е до студентите. Зашто студентите заслужуваат лош факултет ако самите не се активни и не се борат. Мислам, во сршта на студирањето не е само знаењето. И од секогаш студентите биле двигател на општествените промени. Ако нас ни е приоритет казнена сесија, наместо научно-истражувачка дејност, ако ни е приоритет што побрзо да се прошетаме низ образованието и полесно да добиеме оценки, наместо да се бориме за општествени промени, наместо да се бориме против оние кои го уништуваат образованието, онда сами сме се криви. Ние сме дел од корумпираниот систем кој функционира и цело време оди кон полошо и полошо. Така што, како моменталната состојба во образованието е вина исклучено на апатичните студенти кои не се избориле за подобро. Ако сакаат подобро, мора да престане таа апатија и мора да се зголеми учеството. Морам да надополнам од аспект на ова ќе го кажам само како некој што е координатор на комисија за наука и никако поинаку. Значи, вака. Јас многу делам ставот дека ние сме пасивни, јас многу делам ставот дека стварно се однесуваме како да не е гајле. Кога ја почнав да раководам со комисијата, јас имав нула очекувања. И тоа не сум горда на тоа што не очекував, едноставно толку ми имаше удрено системот и толку ми имаше удрено целото општество, што јас немав никаков оптимизам дека ние нешто ќе постигнеме. Ама кога почнавме да работиме, мислам, нема да се лажеме, најмногу труд се има од комисијата се има вложено во самите конференции, затоа што се огромни настани, другите работуници пак се големи настани, но не се на тоа ниво, не се на ниво науки. И најмногу сум работела со луѓе у склоп на конференциите. И јас можам да кажам дека се будиме. Моето искуство со помладите генерации кажува дека ние се будиме, само што ние сме биле толку многу удрени. Кога кажам удрени, не мислам на не физички, него емоционално сме биле толку многу потиштени, што сме ја изгубиле онаа желба за нешто да направиме. Дури сме ја изгубиле, значи не желбата, него чувството дека ние може нешто да промениме. Толку нас не има гушено системот дека ние не може да направиме никаква промена, што едноставно се откажува студентите. Нешто ќе ви кажам. Ова нас не е прва година. Комисија за наука членуваат скоро сите 23 факултети, плюс минус 3, мислам дека околу 20 факултети членуваат во Комисија за наука. Една конференција организира, грото да кажеме, околу 7 студенти. Тие 7 студенти многу вредат, колку и да се 7 за една конференција, која што е, да речеме, во просек на 3 факултети.
тие се тие кои што движат. И тие се оние кои што мене лично ме терале да работам плюс. Така што не мислам дека е изгубена битката, едноставно сакам, доколку има некој што не слуша, кој што не е уходам во водите на УСОС и на ФСС, да му кажам дека ние ја правиме промената и имам докази дека стварно може да направиме промена, затоа што сме сакале да направиме и сме работеле, стварно многу сме работеле. И луѓе кои што не се познаваат меѓу себе, работеле заедно за да истуркаат еден проект во кој што веруваат. Не е ништо изгубено, само време е да се разбудиме. И време е да почнеме да работиме на оно во кое што веруваме. Ако на 20 нешто години немаме идеали и не го мислиме и не го правиме оно кое што цврсто веруваме во коренот, црно ни се пишува како држава. Да, овде мислам дека е супер да го заокружиме, с оглед на тоа дека многу лидерски говори се изнакажа овде, може би уште подобро ќе беше во живо, но тоа за некое подобро време, надежно. Така што уште еднаш Боријан и Ангела ви благодарам што бевте повторно на подкастот и двајцата, вие сте мислам двајца рекордери на погостување. Така што се надевам дека ќе ви имаме на уште многу други епизоди. А сега мислам дека можеме да заклучиме овде. Ѓорги не е тука, но неговата порака секогаш останува со нас. Благодарам што не имавте пак.